Време е за ново видео на YouTube каналот BMG Sport, односно ново видео од серијалот Overtime with TJ. Нема пауза, завршува првото, ома почнува второто коло на светското првенство во Катар. Шести ден со надпревари од групите А и Б, а добро поминавме по првото коло во овие две групи. Погодивме дека Валенсија ќе се распука против Катар, дека Сака ќе биде главното оружје на Англија, дека Тереми е главниот фудбалер во Иран и дека Сенегал без Мане не е истата екипа. Само повеќе очекував од американците. И додека го гледате ова видео, ве молам притиснете subscribe на YouTube каналот и секако одете на звончето за да добивате известување за секое ново видео. Денот стартува со надпревар од групата Б. Прв надпревар Велс Иран во утринскиот кафе термин од 11 часот. Абе се зезав прво дека сутринско кафе ќе гледаме фудбал, ама усвари па и не е толку лошо бе. Ми вика другар еден, вика сите сме на работа, никој не работи, сите фудбал гледаат. Да се вратиме на надпреварот. Иран повторно игра против селекција од островот. Него што им се деси на иранците? Јас очекував пораз од Англија, ама 6-2? Абе не е лесно да прими 6 гола. Па уште Квеирош на пресот после надпреварот вика, абе ако има нешто добро, тоа е што дадовме 2 гола против селекција како Англија. Па брат, ако е тешко да дадеш 2 гола против селекција кај што игра Мегваер, тешко вас. Мислам дека Квирош овој пат игра со двајцата напаѓачи, играат поотворено и со Азмунд и со Тереми во нападот. Тереми ги даде 2 гола против Мегваер и повторно ќе биде во центарот на вниманието. Велс тргна очено против Америка и имаше среќа што не губеше поубедливо на полувреме. Не знаеа кај тераат ни Бейл, ни Джеймс, но во вториот дел како да излезе некој сосема нов Велс. Притиснаа, израмнија и можеа на крајот да дојдат и до победа. Јај сега пробај да погодиш кој лице на Велс игра против Иран. Јас на овој надпревар ќе најавам за иранците. Но мислам дека надпреварот ќе заврши нерешено. Мислам дека ќе биде 1-1. Вториот меч од групата се игра во вечерниот термин од 20 часот, каде играат Англија-Америка. Ова ќе биде дерби на денот. Па ова во буквална смисла ќе биде битка меѓу сокер и фудбал. Баш ме интересира кој ќе тепа на крајот. Ако тепа Америка, може ќе треба сокер да викаме и ние тука. Баш ме интересира дали англичаните ќе продолжат во ист стил. Па и тие не очекува победа од 6-2 против Иран. Мислам дека по овој надпревар со Иран, ако успеат да ја темпираат формата за во елиминацијска фаза да бидат поубедливи, може да стигнат далеко. Морам да го спомнам Белингам, кој стана втор најмлад стрелец на мундијалите за Англија. Пред него е само Мајкл Овен, кој со 18 години и 190 дена беше стрелец на мундијалот во 1998 година. А Америка ме разочара. Мислев ќе тепаат со Велс и добро тргнаа, ама цело второ полувреме дефенс. Епа така во МЛС лига на светско тешко. Реина беше на клупа целиот надпревар. Зошто бе? Добар е за Дортмунд, ама не е добар за Америка. Но тука беше Веа, синот на еден од најдобрите африкански фудбалери на сите времиња и освојувач на златната копачка, Жорж Веа. Инаку не знам дали знаете, Веа сега е председател на Либерија. Прв фудбалер кој што станал председател на својата држава. Жорж Веа и покрај популарноста никогаш не стигна да игра на еден мундијал со Либерија. Може затоа сега Малиов Америка ја избра. Него верувате во случајности? Пазете сега. Веа Малиов е роден на 22.2.2020 година. Носи број 22 за својата екипа и постигна гол на 22-то светско првенство кој се игра во 2022 година. Колку само двојки има околу неговото име. Ајде да видиме дали на неговиот втор надпревар на светското првенство ќе го даде својот втор гол. Ќе најавам за Веа, за Америка, иако мислам дека Англија ќе победи на овој надпревар со 2-1. Одиме со надпреварите од групата А. Прв надпревар Катар-Сенегал. Домаќиниве ептен домаќински се понашаа со Еквадор и загубија со 2-0. Очекував повеќе од нив, но ги немаше никаде. Не знам, може има трема, изгореа во желбата, има притисок, појма немам. Усвари притисок има сигурно. Па и медиумиве во Катар го пренесоа надпреварот како големо разочарување. Ја не знам што очекува од Катар. Го чекаа светското со години, фрлија милијарди на светското првенство. А на крајот, навивачите си заминаа пред да заврши надпреварот. Каква шлаканица за FIFA беше тоа. И не очекувам дека ќе бидат подобри против Сенегал. А ја како навивач на Холандија се тресев против Сенегал.
Добри беа и без Мане, но не е исто со него и без него во тимот. Сари Дија во нападот беа одлични, средниот ред доволно цврст, а крилните бекови Сабали и Диало истрчаа километража како од Сенегал до Катар. Го имаат мојот респект и ќе навивам за Сенегал на овој надпревар. И без Мане Сенегал е фаворит и мислам дека ќе слават победа на овој надпревар со 2:0. Во вториот меч од групата играат Холандија и Еквадор во терминот од 17 часот. Ова е надпревар помеѓу двете екипи кои имаат по 3 бода по првото коло. Ајде нека тепа Холандија и после во последното коло против Катар да одмараме. Тешка беше победата против Сенегал, но Ван Гал мислам дека добро ротираше со составот. Но надвор од теренот се понаша чудно. Пред Сенегал изјави дека Депај е крал на асистенциите. Добро, толку ли е важен Депај за Холандија? Мислам во моментов, па Депај сезонава има 2 надпревари за Барселона. Толку време беше повреден и не е спремен за светсково. Но има Холандија еден куп фудбалери кои се речиси на подеднакво ниво. Ако одиграат како против Сенегал, ќе слават и против Еквадор. Арно, ама Еквадор е во серија од 7 надпревари без примен гол, а во таа серија игра против селекции како Нигерија, Мексико и Јапонија. Дефанзива бедем, тврдина. И пак морам да го спомнам Валенсија. Ама сега ќе му биде 100 пати потешко отколку на првиот надпревар. Сега треба да игра против Ван Дijk, Де Лихт, Думфрис и компанија. Знаете за кого најавам на светското, така? И ќе слави мојата екипа. Мислам дека Холандија ќе победи, но нема да биде убедлива. Мислам дека ќе биде 1:0. Доста е за денес. Тоа беше последниот надпревар од 6-тиот ден на светското првенство во Катар. Ние веќе утре продолжуваме со уште видеа од светското првенство.